Почитувани мој добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија. Проблемот со учебници веќе е традиција. Министерството за образование и наука тврди ке има учебници. Министерот Шакири не може со сигурност да потврди дека ќе се стигне со испораката. Кому да веруваат децата, родителите и наставниците? Тоа е централното прашање во Црвена линија. Ке има ли учебници на 1 септември или традицијата ќе продолжи? Што мислите вие? Секако не интересира и каков одговор ќе дадете на ова прашање. Дали место печатени ни требаат електронски учебници? А ова прашање можете да го најдете доколку не заследите на Инстаграм, поточно на нашиот профил Црвена линија и кликнете веднаш на Инстаграм стори. Таму изгледа анкетата вака. Така да одговорот е во две опции. Да, не. Кликнете на вашиот одговор и во проценти пресметано ќе ги соопштиме резултатите некаде пред крајот на ова издание на Црвена линија. Но мора да признаеме и со нетрпение очекуваме да ве слушнеме во живо, како и секогаш во огромен број. Верувам, иако сме некаде пред самиот крај на оваа учебна година, сепак новата ќе дојде. А дали ќе има учебници, останува да видиме. Што мислите вие? Дали оваа традиција на немање учебници ќе продолжи? Ајде, меѓу другото, да провериме, да еве се пуштило нешто што во однос на анкетата. Како и да е, јас само очекувам што поскоро да ве слушнеме во живо на 02307 005 и да не заборавиме секако да слушаме, особено ќе ги охрабрам и родителите кои што изминатава учебна година беа директно засегнати со оглед на тоа што имаше недостаток на учебници. Дали сметате дека можеби е подобро да има децата електронски дигитални учебници со оглед на тоа што постојано се случува да има недостаток од учебници? Како и да е, секако верувам дека секој од вас има одговор, а можеби сте и оптимисти дека оваа традиција нема да продолжи од новата учебна година. Па ако имаме гледачи, да почнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Тоа е господинот Златко? Да, господинот Златко. Кажете ми, господине Златко, ја верувам имате внуци, еве имаше ли недостаток на учебници за нив изминатава учебна? Има, господја Тинче, имаше недостаток и на децата им треба смерници уште од малечки нозе, кога ќе почнат да проводат, треба да се веќе мисли на образование, а не ние немаме учебници, а мир владее на Балканот, тука баш во нашата земја, а во борбите кои биле порано, вакви такви борби, значи имало учебници за 10-15 дена. Ова е тотална незаинтересираност од државните органи. Има тамо не еден министер, има многу во тие министерства. Требаше да има со учебниците проблем секоја година и недостатока. Има пари за тендери. Имајте убав ден, господја Тинче и вашата екипа. Големо благодарам во името на нашата екипа, господине Златко, и благодарам што бевте првиот гледач со кој што ја започнуваме оваа Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Здраво. Здраво, ке мора малку погласно. Ајде, сега си да се појачувам. Супер, да се појачате, одлично звучите. Повелете. Така, добро е. Тука имам, знаеш, ревостат еден, па појачувам преко него. Одлично ве слушам, повелете. Види вака, до сега у континуитет имаше учебници редовно за учениците, ама за овие според Бадинтер рамковните, инаку за овие според Бадинтер другите рамковни од македонска националност или народ, тоа некако не важеше, бидејќи ги спремаат за бугарчиња децата да бидат, значи треба во цртене натака више да учат на бугарски мајчин јазик, значи тоа спрема кај нас. Сега еве лововите дојдоа, мјау, како прават, мјау, така лапчињата прават, кога се малечки, затоа, кога ќе нараснат лавичтана и уживаме право. Кажете
Кажете ми, ви се знаење чинели дека оваа традиција ќе продолжи од септември? Па ја кажа се за лавовите зборев. Значи како ќе додат лавовите сега традицијата ќе се прекине со тоа што дечињата македонски више нема да бидат македонски дечиња, бидат бугарски дечиња, ќе учат на мајчин бугарски јазик и историја за бугарската држава, значи за нашите дејци бугарски. Значи, Дали сметате дека е подобро децата да имаат дигитални учебници, електронски? Исти ѓаволи ме постела и потоп. Поздрав. Така, благодарам многу. Еве сега можеме повторно да ве упатиме онаму каде што можете сега како и сите оние кои што не следат на Инстаграм да одговорите на денешната Инстаграм стори анкета. Дали место печатени ни требаат електронски учебници? Да, не, имате две опции, кликнете сега на вашиот одговор, ќе ги соопштиме резултатите кон крајот на ова издание на Црвена линија. А во продолжение ќе продолжиме со дискусијата токму со вас. Добар ден. Ајде, добар ден, Тина. Поздрав и до вас. Поздрав од Ѓорче Петров. Дечкото од Ѓорче Петров, така ли беше? Има ли учебници на 1 септември? Јас мислам ќе има. Зашто? Ако Мицковски ја стави Весна Јаневска, министер за образование, не верувам дека ќе ги повтори грешките на Чачири Сужанецот. Пошто образованието, јас на некоја емисија кажувам, трите ударни сегменти што се столбови на Македонија и сите се образованието, земјоделието и здравството. И мислам дека грешката, ако биде, или кој да биде, не смее да дозволи. Не смее да дозволи. А сега малци критика. Не требаше ова тема да ставите, пошто сега се завршни ученици, ќе се завршни денови, требаше на крај таму август да ставите темата. Значи, Еве зошто ја правиме темата, со оглед на тоа што Министерството за образование во моментот испорачува учебници на крајот на изминатава учебна година, а министерот Чакири не е сигурен дали ќе има за сите. Тоа е перење пари. Тој има, ако коштале 2 банки, карикирам учебниците, тој ќе наплати 10 банки ќе се стави. Тоа е све масло на туи, знаете, што може дека не се формира владата да дрпнат некој диnar. Тој кога требаше, кога екот на учебната година беше не најде учебници сега. Тоа е перење пари. Него ако има држава инспектори да видат чеке зашто. Благодарам многу за вашето јавување. Имајте го во предвид тајмерот 90 секунди од бројува за секое вклучување. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас во Црвена линија сте. Тина, Да, ве слушаме, повелете. дали ќе имало нови учебници? Ами, ако не се укини историскава комисија што оваа власт ни ја направи, Ве што ќе слушаме. печатиме? Какви учебници ќе печатиме, те прашувам. Значи, оваа власт што ни дојсе да ја смениме историјата. И сега, како ќе формулираме нови учебници? Што ќе гласат? Дали го се делчете македонец или бугарин? Ниту ќе има, нити пак ќе има. Тоа треба да се укини. Да се види со договорот со бугарите дали ќе се преправа или не. И таа комисија треба да се укини на издајниците македонски. Што да преговара? Што има да преговара за историја? Историјата не сум јас тој што Но може да еве ја дали преправа. сте оптимист дека еве од септември учениците нема да имаат недостаток на учебници каков што има? Ама јас убаво ви реков, еве и министерот нов да е способен да напечати учебници. Кажи ви врз основа на што? Не знаеме са ние што да пишеме, како што ти реков, дали Гоце Делчев е наш или бугарин. Пак ќе немаме учебници. Јас ви гарантирам. Додека не се реши. Дали е Знаете, според графите? вас подобро да има електронски учебници? Електронски учебници нека има, ама меѓутоа тоа се знаете како, друго е да читаш, друго е електронски. Така, благодарам многу и вам за учеството. Како и да е, ќе подсетиме дека во тек е испораката на сите учебници од 1 до 7 оделение во основното образование, кои досега се одобрени од Националната комисија за учебници и ќе се применуваат во учебната 2024-2025, што значи од новата учебна година.
Процесот ќе биде заокружен на почетокот на јуни, така што учениците ќе ги имаат потребните учебници навремено пред стартот на новата учебна година. Вака информираат од Министерството за образование и наука. Министерот пак во една изјава вели дека не е сигурен дека ќе се стигне со испораката. Па дали веќе продолжи според вас традицијата на немање учебници во рамки на една учебна година? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав од тебе. Поздрав и до вас. Јас сум Лединјан. Да, ве слушаме, повелете. Претходниот добро кажа за Гоце Делчев, јас сега би кажал друго. Како ќе ги прават? Ве слушаме, продолжете. Како ќе ги напишат сега учебници за Македонија? Кога Ципрас кажа дека Македонија веќе не постои, дека антиката е продадена, античка Македонија веќе е на Грција. Сега како ќе пишува во нашата историја сега за новите учебници? Кога ние да не криеме во Македонија, треба да ги слушаме грци што кажат, дека тие кажа дека Александар Македонски е грк. Значи ние немаме Македонија. Како сега јас сум многу книги читал за Александар Македонски, па да не зборувам за Гоце Делчев. Значи ние пак ќе немаме учебници. Наша грешка е во нас македонците, не во друг. Зошто не почаа учениците да си читат по старите, да учат по старите учебници, додека да излезат нови? Кои ќе излезат нови по новите? Значи ништо нема да биде, пак ќе нема учебници, пак истата драма ќе биде. Дали е подобро да бидат електронски тогаш учебниците? Ама Тина исто е. Значи за Македонија пак исто ќе пишува. Дали ќе е електронски или пишано, значи пак исто ќе се пишува. Значи ќе пишува дека ние не постоиме. Сега мислам не. Тогаш и ученици са неписмени, не знаете буквите. Така ќе пишуват но некој што им напишал тоа. Како што ја направил со математиката, што сте неписмени по математика, си учат од дигитронија, 80% не знаат ни таблицата. Како да, благодарам и вам за вашите одговори во црвена линија. Секако тука ќе ги охрабриме и родителите кои што директно се засегнати со темата за која што зборуваме и ете можете да посведочите дали вашите деца има учебници, нема учебници и еве како сметате дали овој проблем со недостаток од учебници ќе остане традиција во нашето образование или сте оптимисти дека оваа пракса ќе биде сменета веќе во новата учебна година? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Благодарам, Тина. До сега ми случите доста време, сега се јави. Знаеш како се добива знаење? Ја бев учител. Ве слушаме, продолжете. Така. Знаењето се добива од читање. Да читаш. Така ќе научиш. Без читање не можеш да научиш ништо. Но треба да имаш и учебници за да читаш. Па Дали ќе продолжи таа учител, традиција на недостаток на учебници? Јас сум во години. Ја бев учител во 5 села. Тогаш имаше учебници во време на Југославија. И затоа сега ќе ти кажа поетска творба може на брзина за овие што велат Гоце Делчев што бил. Вака, отврдено на Самуил, што го гледаше зерото како мома разгалена. Зар во тебе не шеташе цар Самуил со војската? Зарем свезот уште не чул за славниот Александар со негови кокјаници? О, војводи Гоце Јане, па и сите браќа нивни, отворете црни гробја, па на гласо извикајте. С кој име на устните вие славно да гинате? Со македонското, а не со българското. Ние сме македонски. Јас сум роден македонец. Со оглед на тоа дека сте биле учител еве во минатото кога сте работеле, се случувало ли некогаш да нема учебници? Не. Зошто сега нема учебници? Имаше учебници тогаш. Па затоа и поет сум ја сега. Така, добро, благодарам многу. Продолжете да не следите, да слушнеме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, Љупчо. Поздрав и од мене до вас. Тина, златни учебници да направиме, ако не ги натераме децата да снат да учат, да добијат желба за читање и за учење, бадијала ќе види све. Ајде, прашете сега некој петоделенец, дали прочитал книга од 496 страни? 496 страни. Дали некој петоделенец има прочитано книга? Таа големина. Кои лектири ги учат прво да видите? Што е проблемот со учебниците?
честото менјавање на наставните програми. И нон-стоп ние мора да печатиме учебници за да некој зима пари од авторски права и од све останато. Тука лежи проблемот со учебниците. Ние ги менуваме наставните програми, а што менуваме? Откриваме топла вода. Што е лојален граѓанин, ке те молам во учебник, дали знае што пишува? Они што се редовно си ги плаќал сметките. Друго прашање, како може за еден предмет да има два учебника, ке ме молам? Па едно училиште учи по овој учебник, друго училиште учи по оној учебник. Тоа е театар веќе нашето образование само за интерес за пари. Проблемот со книгите до сега што беше? Проблемот беше што тие што ги добиле парите или авторските права за еден учебник, нека да ги остапат правата на министерството, нека да ги продадат. Затоа што они си покренуваа право, и министерството мораше да бара друг, а тој па прави, да не кажам, саботажа ради патриотски причини, историјата ќе ја смениме, знаете и се останато, ќе ја смениме ние географијата, Америка ќе дотераме во Европа, Европа ќе дотераме во Америка. И кога гледате, едни глупости се случуваа после со рецензентите на учебниците, па читаме све и свашто некаде од штампано. Тука лежи проблемот. Во парите и во честото менјавање на наставната програма. Британците сега исфрлија Кембридж од употреба, ние овде каде некој пропагира враќање на Кембридж. Тоа ви е интересот и парите. И желбата кај децата да ги затераме да учиме. Погледнете ги тестирањата што се поонаку. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и секако за вашите одговори. Имајте само во предвид време траењето е 90 секунди, а додека траеме и ние можете повторно секако да се вклучите и да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ти да знаеш, јас се јавам само кога нешто ќе ме заголиса. Си направив кафе и еве да ве... На здравие, нека ви е кафето. Фала. Вака сега, ако остане овој министер, нема да има учебници. Без обзир што он вели дека нема да дојдат учебници. Вели не е сигурен или сигурен, не е ништо сигурен, тој не знае ништо. Додека се сложувам потполно со претходниот гледач, слушател, што зборуваше. Интересот е во тоа да ги научиме децава да читат. Јас лично имам прочитано еден куп книги, затоа што татко ми се прочита, бе дете, една книга нема да ти смета. Прво што ќе се одмориш. И така натаму, мислам, сега не се фалам, него такво беше времето кога се читаа лектири. Сега овие деца не ги читаат лектирите, јас изгледам овие деца овде што прат. Отвори интернет, препиши 5 реченици и отиди со лектирата. Прво треба да се даде програма во тие школи за лектири, за цела програма комплетна. Нема децава прочитано книги. Романчиња, глупости, ти реков ми рече. Затоа нема. А јас пак ќе кажам, нема да има учебници се додека има неписмени министри. Не сакам никого да го навредам, меѓутоа министерот не е сигурен дали ќе стаса, дали нема да стасат. Па до септември има цели 2 месеци, 3. Како нема да стасат? Не ќе ги носат на желки книгите. Стави во едно камионче, разреди низ цела Македонија, здраво со здравје. Меѓутоа нема книги, не да нема да стасат, нема книги, не ги печати ойле дойле, нели порано Дадар ги печатеше книгите многу убаво на време со време, сите добиваа книги. Толку да не одземам повеќе време, ви посакувам убаво попладне на сите и убав викенд. Секако и ние ви посакуваме убаво попладне, секако со нас останете, уживете во своето кафе. Еве малку и од Твитер заедницата, сега веќе X платформа. Проблемот со учебници ќе повториме веќе традиција, така да и овој коментар, иако е од 8 февруари, и тогаш беше актуелно немањето учебници како тема. Репресиран има напишано, нема пари за учебници, ама мора да има за апарати за коцкање. Па еве, дали сте оптимисти дека ќе се ослободиме од оваа традиција на недостиг на учебници, иако веќе во овој момент се испорачуваат од учебници од прво до 8 деление или за основните училишта, но сепак министерот Шакири е скептик дека ќе бидат испорачани сите учебници до септември. Па кому да веруваат сега родителите, учениците, всушност децата и наставниците? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па на никој да не му веруваат. Проблемот продолжува.
оди понатаму. Не дека се мена владата, не дека се мена министер. И свети министер да дојди таму во овај дел, нема да се направи некоја промена и учебниците да бидат спремни за 1 септември. Зошто? Тендерманија, тука е цела работа. Зато се работи. Треба да сме свесни што е работата. Има повеќе издавачи, кој издавач за истиот учебник има повеќе издавачи. Кој издавач, мислам, автори. Кој автор ќе победи, тој ќе добие на тендер. А кога ќе победи? Кој ќе помини годината учебна? Тогаш ќе се средат работите. Не Јанева и Свети Јанева да дојди, џабе. Дали некогаш еве во минатото и вие кога сте биле ученик и родител имало недостиг од учебници? Се случувало? Немаше шанса и моите деца ко беа. Исто така, имавме шанса од ланската година да купиме половни учебници, ако не ни се даваа пари за нови, и пак истата програма да биде, и истото да го учиме. А сега географијата се мена. Така, благодарам многу за одговорите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Да, во црвена линија, повелете, ве слушаме. Голем поздрав, Тинче, до тебе и до вашата тебе куќа. Поздрав големи до вас. Интересни теми отворате, стварно да го дирните човек и да неće да се јави, да се јави. Јас сум оптимиста. Еве ви кажувам најискрено. Како интелектуалец сум оптимиста. Македонија постои и постоела. И учебниците ќе постојат. Ќе се сменат програмите во образовниот систем и ќе се продолжа со книги и учениците. Кој како сака нека збори. Грција нема право да се меша дали постои Македонија или не постои. Се раскинуваат договорите. И со Бугарија и со Грција не може никој да ни се меша нас. Ние како ќе учиме? Ние се мешаме ли во Грција? Не. Дали се мешаме во Бугарија? Не. А дали е Гоце Делчев наш? Точно. Како се пишувало во историјата кога учев ја, кога учевте вие и моите деца, така ќе пишува и сега. Зато и се смени владата. Многу влезе политиката во образованието, во цел систем е влезе, али во образованието и во здравството највеќе. Дали ова се може да се избегне и подобро е да има децата електронски учебници? Што мислите? Не би рекла јас дека електронските се исто како пишаните. Подобро би било со пишано, ама и да има и слики со макета, уште поголемо разбирање ќе биде, како ви кажав, како што учевме ние. Историјата е една и не може да се преправа. А резидентни запишување има. Пари ќе се најдат, не џабе се напати Мицкоски да ја опре државата и ќе ја опре. Благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Драго ни е дека сме ве заинтригирале, продолжите да не следите. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во црвена линија. Тина, многу малко е времето да се кажат нашите маки за тие 2 минути, ама јас прво се срамам како во 21 век опште може таква тема да се постави, дали ќе имаме учебници. Учебници имало пред 70-80 години, ама македонски учебници и да ни диктират македонски професори, македонски историчари, македонски географчари, а денеска да слушаме некои, сега ќе ми извиниш, ама изроди, што Македонија името неќе да го чуе, а не па да го поштува. И сега ние тие историчари, тие писатели, нивните книги ќе ги читаме и ќе ги учиме наш. Според вас на што се должи недостигот на учебници? Тоа се должи на антимакедонщина. Македонци нема, не останаа. Како може еден матурант гимназија да заврши гимназија да не знае една песна, една стихотворба од Рацин, да не знае дури ни Ленка. Јас Ленка ја знам пред 50 години, имам учено, уште ја знам. А днес како нека таа Ленка? Значи, ние намерно не сакаме наш деца да знаат и кој се и шо се. Кој е тој историчар да преговара за нашиот идол Гоце Делчев и неговите автономисти
дали е македонец или што е. Според вас, дали би било решение да децата учат од електронски учебници? Не, децата треба да учат од книги. Ние имаме книги 5-50 години уште зачувани, нигде ги обноваме и нашите професори никој да не молат. Тие книги да се обноват, да се дадат на децата, и се учеме ние како, да кажеме, во 60 години, во 55-60 година, и тие книги, и дури да се... Благодарам многу за вклучувањето. Еве повторно еден интересен коментар. Јас сега кој ќе ве охрабрам да не заборавите, оние кои што нема да успеат да се вклучат во црвена линија, сега кој вашите одговори можете да ги дадете и преку коментари на Facebook Црвена линија, да направите и по некое споделување на истите. Ајме, продолжуваме со она што на X платформата го има напишано Драги Димитров. Вели, ни СДСМ не изгубија само поради таа грешка, нит па ДПМН ќе им биде ова единствена грешка. Кои ни се реалните очекувања? Да може и понатака слободно да критикуваме кога нема да има учебници или да не дојдеме во ситуација да немаме ни тетрадки. Како и да е, верувате ли дека еве недостатокот од учебници ќе остане традиција или сте оптимисти дека сето ова ќе биде само историја? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав и до вас, малку погласно ќе ве замолам. Поздрав до вас, до Поздрав. емисијата и до сите гледачи и слушатели Благодарам. на вашата телевизија. Дали ќе има учебници или ќе нема, тоа е релевантно. Јас би се навратил на оваа тема, дека ова беше еднаш тема од вашата телевизија. Да, кога се појавија грешки во новите учебници. Така, да. Сега, јас повеќе би се задржал на тоа тема, затоа што многу има од образовниот кадар кој што не ни многу малку обрнуваат внимание да ги научат своите ученици. Нашите ученици се 4-то и 6-то оделение и гледам децата ми се 4-то и 6-то и гледам дека многу малку не им дава ни домашна задача и многу малку обрнуваат внимание. Сега, има и деца кои што сакаат да научат, па сега во ова електронско време може да прочитаат и од повеќе автори, доколку сакаат нешто да го прошират своето образование. И јас ќе кажам лично за мене, јас средно образование завршив стручно школо, немаше по ниту еден предмет скоро учебник, но професорите беа толку добро спремни, што тие нас ни диктира, ние запишуваме во тетрадки и можам да кажам од нашите училиште излегува многу добри кадри. Дали сметате дека ова ново време на технологија и вештачка интелигенција треба да патиме од недостаток на учебници? Не. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Многу тешко ќе биде со учебниците, посебно по историја, зашто од страна со подпишувањето на Преспанскиот договор, грците многу работи се измеша, не постоја Александар Македонски, не бил македонец, бил грк, а истото прашање би го поставил со Бугарија, немало македонци, имало бугари и учебниците многу ќе биде тешко. Сега, ако биде министерка Весна Јанева, ако има некои други податоци на другом плану и да направи некоја промена, борет, ако не, ќе биде тешко. Дали се уште го имаме гледачот? Да, на линија. Па, тебе, дали може би ќе се реши овој проблем ако се во употреба електронски учебници? Што мислите? Па, ќе биде малце потешко за учениците, посебно за ова млада генерација, прво, второ, трето деление. Немам одговор на ова прашање за електронски учебници. Така, дали никогаш еве... Да, во наше и ваше време, Гоце Делчев бил македонец, бугарите биле фашисти и така натаму. Па сега, историјата, како ќе би и што ќе биде, не можам јас не сум толку школован да донесем. Ова е стварно тешко прашање. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Ве слушаме, повелете. Па по мене, ја викам, што ќе ни се учебници,
да даваме трошоци, да учници, Диреков ми рече, па си имаме ние комшите, тие ќе направат учебници, ќе си земеме од нив, од бугариве, од грциве, да речеме од Србија, од Косово. Кој како ќе се најде, ќе си купи учебник, ќе си учи. Што се ние трошоци ќе правиме 300 чуда. И на крајот па не ни го признаваат тоа што ќе го учиме. Вака, секој самостално, кој како сака не си учи, што вика до интернет да дојдите во нешто да научи, да знае да го отвори. Нешто јазик, немаме ние јазик. Ќе се трудиме некако, некој ќе помени, ќе ни каже нешто, ќе запишиме. Ние ќе излезиме нагдека нешто, така ќе запишиме, така ќе се учиме. Па и во времето нема учебници кога Македонија била распарталена на сите страни. Што учеле? Таму учеле татарски, вамо учеле Египет. Еве, дали вие кога бевте ученик и родител, нели вашите деца одеа на училиште, постоеше ли ваков проблем, недостаток од учебници? Не. Ова што го зборувам ја, во иронија го зборувам, не за кој колку ме разбира. Јасно ми е, но еве дали да ни пренесете како било во ваше време? Во наше време, за време Југославија, Тито. Тито е направи државава и ни остави проблеми. Благодарам многу за јавувањето. Добар ден. Ало, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Вака се. Од 1 септември ќе има учебници, се кладам во све што имам. Затоа што новата влада ќе биде предводена од ВМРО, а нема да биде од СДС предавниците, кои оставија власта на Дуи да прави што сака. Да ги посетам гледачиве, поготово вие што гласаа за СДС за лични своји интереси, за предавници што и понатака ги бранат. Да ги подсетам, албанските деца од Албанија има учебници, а македонските деца немаат 2 години. Се местеше работата, тој бугарскиот, што е така наречениот француски договор, што Дуи го договараше, односно Османи со бугарите, а овие предавници од СДС, премиер, председател беа тргнати на страна. Идејата беше со таа историска комисија да се смени историјата на македонскиот народ, дека не постои Гоце Делчев, илинденците биле бугари, илинденското востание е бугарско, и затоа децата немаа учебници. И СДС, наместо тоа да го поправи, му оставија на Дуи да прави што сака. Фактички, едноставно беше заговор против македонскиот народ. Од најмала возраст да немаат учебници во 21 век, исто како спомениците и бист. 90 секунди е време трењето, но нема да изоставиме да ви се заблагодариме за учеството. Еве уште некој коментар од X платформата. Ова е коментар од 15 мај годинава. PhD Gitman напишал low, што на англиски значи laughing out loud или смеење на глас при крај на учебна година. Тоа е неговиот коментар. Всушност се смее гласно на тоа што веќе започнало тогаш, подсетувам на 15 мај, печатењето на сите учебници од 1 до 7 оделение. Некако недостатокот на учебници како да стана традиција. Дали сте оптимисти дека ќе се прекине ваквата традиција? Дали решението го гледате во користењето на електронски учебници? Како и да е, според вас, кому треба наставниците, родителите, па и децата да му веруваат? Дали ќе имаат или ќе немаат учебници од септември? Добар ден! Од телевизија не може да ме кучите овде. Вие веќе сте вклучен. Ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот. Ајде. Да зборуваме јас и вие само преку телефонска слушалка. Повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Намалене. Дали гледачот е на линија? Се уште го чекаме. Добар ден. Да, добар ден. Повелете. Повелете. Видите вака, треба коренити промени во образованието.
Треба да се вратиме назад за време на Југославија. Се велеше по јус, значи напред и напред. Наставата беше и практична и теоретски практично и се одеше на подобро и подобро. Меѓутоа сега со овој плурализам се уништи се. Поготово ние даваме оние што не мразат, што не ништат. Јас се извинувам, ги сакам албанците, меѓутоа намерно работат тоа заедно со бугарите да ни уништат. Меѓутоа што работат наши академци и просветни научници и така натаму и така натаму. Срамота за академците и за научниците наши. Треба нова печатница и да си нашите пишуваат и да печатат, а овие намерно албанците тоа го работат во соработка со бугарите. Пријатно! Пријатно, благодарам многу за јавувањето. Добар ден! Добар ден! Дали имаме гледач? Секако предност даваме на оние кои што нели ќе бидат вклучени во црвена линија, само да ви напоменам, ве молам, имајте во предвид, особено оние можеби кои што немаат искуство во јавување во контактни емисии, а се заинтригирани да се вклучат во ова издание, намалете го целосно тонот на телевизорот. Добар ден! Добар ден, тига. Поздрав! Па еве, кои се вашите одговори? Ке има ли учебници? Кога си трукнувате во земјата, како ќе имаш учебници? Како ќе имаш образование? Како ќе имаш, мислам, здравство? Не можеш да имаш ништо. Тоа са балистите, го напречи. Балистите владеа. Балистите, а не туи. Тоа води така, Албанија, тоа е балисти. Не знам ја туи. Ова е не држава. Јас би сакал да кажам да образова водата, да крене напред, да живее овој народ, како да живееше понапред по времето на Грујички, и така да биде. А тоа сега не е живот. Гледам ја, сега ли. Биде ви поздравени и здрави живот. Бидете поздравени, бидете секако и вие здрави и живеви. Уште еден коментар. Подморница напишал: прво до 8, па и средно, буквално може само со тетрадка да се поминат. Нема потреба од учебници и онака им прераскажуваат лекции на час. Според вас, еве, дали проблемот со учебници повеќе нема да не биде традиција? На кого треба да веруваат? Наставниците, децата, па и родителите за тоа дали ќе има или ќе нема учебници? Добар ден! Добар ден! Ве слушаме, во црвена линија сте. Учебници може би ќе има, може би. Ама ќе нема кој да ги чита. Ќе нема деца да читаат. Јас не сакам вака да се јавувам дека да свртам малце на политика, меѓутоа гледам луѓето исто кога веќе дискутираат. Само едно ќе констатирам дека тројанскиот коњ успешно си одиграл логата. Првим почна на економско поле, па потоа во културата и школството. Така да, секој им чест. А иначе сега во овие вреди, познавам 23 кои се добри политичари и веројатно со добри намери. Може нешто да се сврти на подобро, али други си ја направи работата со време. А ние немаме политичари, немаме ни совесни граѓани, не знам како да речам, се е дадено по пари, затоа вака тоа не снајде. Дали ова не би се повторило ако се користат електронски, да речеме, учебници? Што мислите? Без разлика кој како, без разлика. Не е битно. Не е битно дали се електронски или пишани учебници. Битно е кој како ќе ги свати и како ќе се заангажира да ги употреби. Само ние немаме власт за таква работа. Уште сме пионери во ова, а сите што заминаа надвор веќе децата нивни, Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден.
Пред да прочитам коментара и веќе дадам простор, бидејќи предност ќе повторам секогаш имате вие. Така да, добар ден. Ништо, да не биде напразно. Еве уште една конверзација, како што и напоменавме во ово издание на Црвена линија, проблемот со учебници не е од денес, туку некако како да станува традиција. Па така на 20 април исто се дискутирало на оваа тема. Сербек напишал во однос на учебниците, да бе, нема. We used to this има напишано нема. Сер вели од што учаа 7 години? Еве како му одговараат, во секоја година фали по некој учебник. Дел ги добиваат на крај на прво полугодие, дел никогаш. Не се прави ко да не живееш во земјата. Вистината е вистина, не е ВМРО СДСМ. Сербек одговара, чекај сега, од нема учебници дојдовме до фали по некој учебник. На крај ќе завршиме со конкретна мала бројка. Па еве, кому да веруваат сега децата, родителите и наставниците? Дали конечно ќе заврши оваа традиција на недостиг на учебници и нивно можеби предоцна пристигнување, како што и во моментот се случува некаде пред крајот на оваа учебна година. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Јас ли сум на... Да, повелете, ве слушаме. Во времето ја кога учев, имаше учебници и сум живеел во средина мешана. Сега знаем турски, знаем албански, знаем ромски, знаем српски, а едни наши сега млади не го знаат ни македонскиот, ни некој друг јазик. Тоа што е, ја не знам. Ало? Да, ве слушаме, не ви упаѓаме во збор, продолжи. Ало. Значи, стварта е, никогаш нема да биде школството како што било порано. Толку од мене. Ало, пријатно. Благодарам многу, бевте куси, јасни и секако искажавте кој е вашиот став во однос на нашава тема и секако дадовте одговори на нашите прашања. Добар ден. Бидете поздравени. Бидете и вие поздравени, ве слушаме, повелете. Да. Тоа, дека ќе има нешто многу подобро, јас се надевам. Се надевам дека ќе поправиме малку државата, ама здравие Господ. Здравие Господ. Иве, кажете ми на што според вас се должеше појавата на ваквата традиција недостиг од учебници? Или нивно задоснето од доставување? Видите, голем проблем се 2-3 години ти самата игравата е децата на немаат учебник да почитат една историја на биологија, географија, без разлика на кој премиен се односи. Вистина мизерија е тоа, мизерија да ви решим вака, просто. Ама не е добро тоа во секој случај. Во секој случај тоа дека не е добро. Дали еве може би ова нема да биде проблем ако се користат електронски учебници, што мислите? Ја мислам дека електронски многу луѓе не се во можност да набават компјутери и такви телефони и таблети, маблети. Имат многу луѓе се обштијата наша е страшна. Тоа треба да се сфатиме, да се разбереме. За мене не е проблем. Јас сум обезрен, мислам, сум на добро работа место, убава плата, децата ми се средени, све. Не е за мене проблем. Ама проблем е што имат деца, родители, што се сиромашни, вистински. Така, благодарам многу за вашето јавување. Ево уште еден коментар, ово е од април 13, но како што напоменав, секако овој проблем недостаток на учебници не е од денес, туку се провлекува наназад, па станува веќе и традиција. Ремонт Редиктон напишал, пари за учебници нема. Ако може да го покажеме коментарот, твитот. Ке постои ли можност или ето така.
всушност коментира на веста каде што вели осакатено образование наместо реформи, враќање во каменот доба. Ремонт напишал пари за учебници нема, пари за крадење има. А ќе продолжи ли ова традиција на недостаток на учебници, нивно задоцнето доставување, грешки во учебниците и така натаму? Што мислите? Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме, немаме, што се случува, не можеме да дешифрираме. Како и да е, секако оние... Се слушаме. Ете, се слушаме. Добро, ни дојдовте во црвена линија, повелете. Добро, најубав ден. Најубав ден. Вика, че имали учебници на 1 септември. Па не е битно да има учебници, за децата не се потребни. Нашите деца се феномени. Така да они ќе сватат што и како треба да научат. А доволно е за другите националности што има учебници. Нема пари затоа што за возила луксузни има, да се возат со државна кола има можности. Да плаќат патевина има можности. За да те крадат, значи има можности, а за учебници нема пара. Штета, Бога ми. Јас кога учев, ја учев и за швајцарска крава колку млеко дава и колку има паша. А Југославија кога беше не знаева дека постои Југославија. А сега па и историјата да не ја учат децава стварно е срамота. Овие што сме ги бирале во парламентот, нека се засрамат малце. Мислат само за себе. Да нема во своја држава учебник дете кој што оди во школа, па тоа нели е брука за нашата држава, за нашата националност. Како можело да се обезбедат учебници за другите националности, а за македонската националност не може да се овозможи. Нема пари, нема што да крадат. Ние ги бираме, ние ги храниме, што работат они? Возат луксузни возила, играат фудбал во парламент. Што сакаме повеќе од нив? Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Сега сите заедно останете да ги погледнеме и рекламите, а веднаш понив ќе ги соопштиме и резултатите од Instagram стори анкетата. Ајде сега по рекламите да погледнеме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не. А на денешното анкетно прашање, дали место печатени ни требаат електронски учебници, со да одговорија 31%, а со не одговорија 69%. Благодарам многу на сите вас кои што земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија. Топло ве канам да останете со мене и Телма телевизија и да се префрлиме онаму каде што денес ќе биде доделен нов телевизор. Некој од вас секако ќе освои многу вредна награда, а останатите се разбира кои што се уште се двоумат. Ево, сега ве охрабрувам да се одсрамите од двоумите и секако да се вклучите во заврти на Телма. Се гледаме.